Професор доктор Анис Сефиданис предава на Факултетот за применети информатички науки, машинска интелигенција и роботика при Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид. Автор е на 4 книги од областа на IT и основач на Центарот за вештачка интелигенција кој во нашата држава го донесе првиот суперкомпјутер на компанијата Nvidia. Тој е човекот кој ни овозможи да разговараме со Прличев. Со него ќе разговараме за тоа каков сакаме и каков може и треба да биде Охрид, затоа што Охрид сме сите и сите сме Охрид. Охрид од секогаш назад низ милениумите учествувал во промената на тековите на историјата и верувам дека е предодреден да биде дел и од она што доаѓа. Сега на повидок е четвртата индустријска револуција, каде што технологиите, како што се вештачката интелигенција, виртуелната реалност, роботиката, ќе го трансформираат општествениот живот најмалку онолку колку што тоа го направи електричната енергија. Во однос на капацитетите, исто така верувам дека Охрид секогаш раѓал таленти кои за жал во последно време одлучуваат масовно да го напуштаат своето родно место, но треба да ја земаат поуката од оние што биле многу поуспешни од нас во минатото, кои секогаш се враќале во Охрид и денес градот располага воедно со своји домашни капацитети, каде што можат младите личности да се реализираат на професионален план. Да не заборавиме дека Охрид има современ универзитет, целосно посветен на информатичките науки и технологии и од тука може повторно градот да стане светски центар на извор на нови идеи и иновации. Технологијата се уште многу малку се користи од аспект на можностите кои ги нуди. Тоа е можеби поради фактот што истата константно се злоупотребува, а некогаш намерно или ненамерно се стигматизира. Јас секогаш во рамки на моите предавања напоменувам дека треба да престанеме да ги класифицираме и делиме нештата на физички и виртуелни, вештачки и природни, бидејќи виртуелната реалност е дел од физичката реалност. Вештачката интелигенција е природен континуитет на човековата интелигенција. Треба да сме смели да ги прифатиме предизвиците на дигиталната ера, да ги искористиме за добробит на човештвото, новите технологии, со кои единствено може да одговориме на предизвиците од новиот свет. Не треба да си го поставуваме прашањето дали Охрид треба да биде паметен град. Охрид мора да биде паметен град, ги има сите предиспозиции за изградба на една инфраструктура за смарт сити. Потребни се пред се големи бројки на различни демографски групи на луѓе. Охрид тоа го има преку својата ексклузивна позиција на светската мапа како туристичка дестинација. Податоците кои може Охрид да ги агрегира
и да ги генерира со помош на луѓето кои живеат во градот и оние кои го посетуваат градот, се бесценети во дигиталниот свет. За поставување на таква инфраструктура секако неопходни се и регулативи кои ќе треба да бидат час поскоро донесени и кои ќе ги уредуваат активностите во метаверзумот на Охрид како паметен град. Постои едно златно древно правило, а тоа е секогаш да се чекори по златниот пат, а тоа е балансот и да се избегнуваат било какви екстремни сценарија, дури и кога евентуално технологијата ветува одреден бенефит, ако таа ги исклучува останатите аспекти на човековото живење, може да биде штетна. Се што се користи во умерена доза може да се контролира и оттаму да му служи на човекот. Сепак, за да може долгорочно да имаме и континуиран подем во научна цивилизацијска смисла, треба паралелно со развојот на новите технологии и нивната примена да се вложува се повеќе во образование за тоа како на правилен начин може да се искористи истото. Од она што сме го читале на патеписите од Евлија Челебија, па Бранислав Нушич и од она што сме го слушале од нашите предци, можеме да заклучиме дека Охрид ја има таа моќ на апсорбција, на нови идеи, на нови парадигми, на трансфигурација, секогаш успевал да се манифестира во најразлични форми, без при тоа да ја изгуби својата сушност, која му е оригинална, сокриена карактеристика, кои сите низ вековите што го посетиле, ја почувствувале на еднаков начин, но ја изразиле уметнички, научно, на безброј различни начини. Охрид во иднината го гледам повторно како монденски град на крстопатот на исток и запад, каде што се судираат различни реалности и каде што постојано се раѓаат нови светови. Септември во Форт Кафе, Охридски приказни. Овој септември многу охридски приказни во единственото Форт Кафе. Професор доктор Анис Сефиданис предава на Факултетот за применети информатички науки, машинска интелегенција и роботика при Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид. Автор е на 4 книги од областа на IT, меѓу кои препознавање на облици со помош на вештачка интелегенција и основач на Центарот за вештачка интелегенција кој во нашата држава го донесе првиот суперкомпјутер на компанијата Nvidia. Тој е човекот кој ни овозможи да разговараме со Прличев. По неговото школување и работа во Европа, Анис се враќа во Охрид за одовде да ја испраќа пораката дека Охрид е град на иднината. Со него ќе разговараме за тоа каков сакаме и каков може и треба да биде Охрид, затоа што Охрид сме сите и сите сме Охрид. Цел септември во Форт Кафе. Повелете во четврток на 15 септември 2022 година од 19 часот на најубавите охридски приказни со професор доктор Анис Сефиданис и едно уникатно доживување на охридската иднина. Преданија од иднината со Анис Сефиданис. Заш Охрид е градска приказна.